Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Остави го таму својот дар пред олтарот и оди првин смири се со својот брат, па потоа врати се и принеси го дарувањето. Матеј, 5 глава, 24 стих. Кога генералот Джеймс Едвард Оглеторп му рекол на Џон Весли: "Никогаш не простувам", Весли му одговорил: "Тогаш се надевам, Господине, дека никогаш нема да сгрешите." Зошто Весли го рекол тоа? Затоа што порано или подоцна правиме греф. Кажуваме нешто што не требало да го кажеме. Правиме нешто што некого повредува, можеби некого што го сакаме, и ние сме оние кои треба да го примиме простувањето. Џорџ Херберт често се цитира како вели: "Оној кој не може да им прости на другите, го крши мостот над кој самиот мора да помине." Сепак, многу луѓе простуваат, понекогаш дури со негодување, сваќајќи дека ако не простат, Бог нема да им прости, па го даваат најмалиот можен износ на простување како да е златна прашина од шанта која ќе стане попразна со секој нареден издаток. И иако простиле, барем во некаква мера, тие се уште го гледаат лицето со презир или во најмала рака, никогаш не дозволуваат на личноста да ја обнови блискоста со нив и никогаш не дозволуваат пријателството да се врати на ниво на кое што било некогаш. Дали е доволно да се прости? На крајот на краиштата, не е лесно да му се прости некому кој те повредил, но прашањето е: дали Бог сака да одиме еден чекор подалеку од простувањето, до помирувањето? Простувањето значи да се откажеме од нашата огорченост и омраза кон она што некој го направил. Помирување значи повторно поврзување, повторно воспоставување на врска со лицето кое не повредило, кое не разочарало, кое не сгрешило. Простувањето е ментален чин, помирување е емоционален чин. Простување значи закопување на секирата, помирување значи повторно поврзување. Простување значи завршување на војната, помирување значи повторно примање на некого во срцето. Простување значи да престанеме да ги мразиме нашите непријатели. Помирување значи повторно да воспоставиме врска со нив. Сепак, за многу луѓе, помирувањето оди премногу далеку, премногу е болно, премногу е скапо да се понуди. Иако можеби никогаш не сме се соочиле со оваа вистина, факт е дека Бог не само што бара да простиме, туку исто така бара од нас да го направиме вториот чекор и да се помириме со нашиот непријател. Во Новиот Завет во 3 наврати се зборува за обновата и помирувањето. Во првиот, Исус рекол дека треба да се помириме со нашиот брат. Вториот вели дека мажот и жената кои се отуѓени треба да се помират еден со друг, а третиот вели дека треба да се помириме со Бог. Изненаден си од овие откровенија? Тогаш провери ги самиот. Во она што се нарекува беседа на гората, Исус зборуваше за личноста што станала оттуѓена од својот брат. Тој не рече што била причината за несогласувањето, но знаеме дека двајца кои некогаш биле пријатели, сега станале непријатели. Потоа Исус раскажал за еден од двајцата што дошол да го принесе својот дар на Бог. Во денешно време, ние за тоа би кажале: тој отиде во црква. Исус рече: "Оди првин смири се со својот брат, па потоа врати се и принеси го дарувањето." Матеј, 5 глава, 24 стих. Несериозно го практикуваме обожавањето кога сме оддалечени од пријател. Павле зборува за жена која е оттуѓена од незиниот сопруг. Тој вели: "Ако го напушти, нека остане немажена или нека се помири со својот маж." Коринќани, 7 глава, 11 стих. Третото место во кое се зборува за обновата и помирувањето е Коринќани 5 глава, 20 стих, каде што Павле ги потсетил дека сме Христови амбасадори и потоа ги поттикнува: "Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бог." Приказната за загубениот син го илустрира фактот дека простувањето е првиот голем чекор кон обновата, но да се прости не е доволно. Сети се како синот се вратил кај својот татко кој не само што го прегрнал, туку приредил гозба и прославил затоа што бил пронајден синот кој некогаш бил изгубен и се вратил дома оној кој бил отуѓен. Помирувањето и обновата е враќање дома, кај својот сопруг, кај својот брат, кај својот Бог. Тоа е крајот на патувањето на кое Бог сака да не однесе. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.